Па како што знаете, денешното рочиште се одложи и како што може да се види во случајот на Заев, судиите му се извинуваат што го малтретираат да дојде на рочиште и ги закажуваат рочиштата на многу долги периоди. Во овој случај имаме различна ситуација. Прво измислија причини за истраги, второ измислија обвиненија без било каква основа. Потоа, кога видоа дека нема никакви докази, а имаат обвинение, почнаа да вршат притисоци на судот и на некој начин давањето на 15 суди на Совет за факти, односно еден вид предлог за разрешување, требаше да внесе страв кај судиите. И веројатно внесе страв кај многу суди, и кај тие што се дадени на Совет за факти, и кај другите што не се дадени, за да имаат поука некоја, дека што може да ги снајде. Потоа се изврши притисок во апелациониот суд да ги прифати креираните разговори како доказ, иако законот многу јасно и недвосмислено покажува дека тоа не може да бидат докази во доказна постапка. И кога на крај сватија дека и тоа не е доволно, одлучија да ги менуваат судиите и да ставаат нови суди. Можеме да претпоставиме под кој критериум. Така да тоа е таа ситуација на што се случува, тоа е тој политички прогон, хајка што ни се случува и окей.